Беше тоа на 29 ноември 1913 година, кога во Париз е основан Меѓународниот мечувалски сојуз. На 29 ноември 1926 година во Тетово е пуштена во редовна работа хидроелектричната централа Пена, прв хидроенергетски објект во Македонија. Изградена е во периодот од 1924 до септември 1926 година. Инвеститор било Тетовското индустриско акционерско друштво, основано на иницијатива на господин Михајловиќ, руски емигрант кој живеел во Тетово. Беше тоа на 29 ноември 1943 година, кога Народно-ослободителниот комитет на селото Сливово, Охридско, ја изрече првата пресуда. Воедно, тоа е и првата пресуда што ја изреко органите на народната власт во Народно-ослободителната војна на територијата на Македонија. Сослушувањето и пресудата ја изрече Танаско Трајковски, а се однесуваше за разрешување на имотните односи меѓу тројца селани. На 29 ноември 1949 година во Скопје, на платото пред некогашната женска гимназија е откриен споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната војна на Македонија, денес пред владата на Република Македонија. Изработен е во бронза, а е дело на хрватскиот скулптор Иван Мирковиќ. Беше тоа на 29 ноември 1958 година, кога Скопје и некои други градови од Македонија добиваат добар прием на италијанската телевизија РАИ. На 29 ноември 1973 година во Маврови Анови е формирано Сдруженијето на радиостаниците во Република Македонија. Беше тоа на 29 ноември 1991 година, кога Ксенте Богоев е избран за нов председател на Македонската академија на науките и уметностите. На 29 ноември 1951 година е роден Мирче Нешовски. Завршил филозофски факултет во Скопје. Работи во Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1994 година. Беше тоа на 29 ноември 1956 година, кога е роден Аце Русевски. Бил член на боксерскиот клуб Куманово во Куманово. На Републичкото боксерско првенство за младенци освоил прво место во 1973 година. На првенството на Југославија во Пула исто така прво место, а во Осијек, Бања Лука, Ниш второто место. На Балканските првенства во Софија, во Бугарија 75 година и во Загреб 1976 година освоил златни медали, како и на Медитеранските игри во Сплит 1979 година и на Европското првенство во Хале, Германија 77 година. На Европското првенство за младенци во Киев, Украина, 1974 и на Олимписките игри во Монтреал, Канада, 1976 година го освоил третото место. Бил прв на 4 меѓународни турнири. Со клубот боксувал во првата сојузна лига. Вкупно настапил на 280 мечеви, од кои 267 победи, 3 нерешени и 10 порази, освојувајќи 10 златни, 4 сребрени и 6 бронзени медали и други трофеи. Боксувал и како професионалец, бил избран за најдобар спортист на Македонија во 1976 година. На 29 ноември 1956 година починал Јордан Икономов, македонски градежен инженер, вореден професор на градежниот факултет во Скопје, по предмети од областа на народната хидротехника, хидрологијата и мелиорациите. Завршил технички факултет во Виена, напишал скрипти за предметите хидрологија и за канализација. Дваесет ноември е ден на Републиката во поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија во спомен на прогласувањето на федералното уредување на Југославија
на Уставотворното собрание 1943 година, на второто заседание на АВНОј. Со распадот на СФРЈ се престанало со одбележување на овој ден во сите републики на поранешна Југославија, освен во Србија, каде останал како празник во Сојузна република Југославија се до 2002 година.